Благодарам за прашањето. Прашањето беше прилично екстензивно и во објаснувањето и во својата концепција, бидејќи опфаќаше колку буџетски средства се потрошени во изминатите години, влијанието на кризата врз цените, врз цената на струјата, финансиски средства одвоени за разни намени во буџетот, движењето на платите, пензиите и движењето на даноците. Прво, во однос на буџетот и на финансирањето на буџетот мора да тргнеме од еден факт, дека во 2016 година бруто домашниот производ на државата беше 9 милиарди евра, за да денес во 2023 година, после 3 кризни години, бруто домашниот производ на државата е 15 милиарди денари. Тие 15 милиарди денари, значи зголемување од 9 милиарди на 15 милиарди евра бруто домашен производ е резултат на зголемена економска активност, на зголемена трговска активност, на зголемен број на вработени, на зголемени плати, на зголемени инвестиции, зголемен број на странски директни инвеститори и зголемени домашни инвестиции. При тоа, за да го отстраниме можното прашање дали на тоа влијаел долгот, односно задолжувањето на државата, ќе давам споредба, дека во 2016 година задолжувањето било 49% во однос на бруто домашниот производ, а во моментове 55% во однос на бруто домашниот производ, што значи дека се наоѓа цели 5% под мастришките критериуми, што е многу подобар перформанс од најголемиот број на земји членки на Европската унија, од кои што голем број од нив имаат 100 па и над 100% долг во однос на јавен долг во однос на бруто домашниот производ. Во однос на цените, прво сите сме сведоци дека постои ценовна инфлација во целиот свет, особено во Европа, и тоа е резултат пред се на војната која што се води во Украина. Војната во Украина можеби веќе не е на топ вестите во светските и во домашните медиуми, со оглед на тоа дека веќе трае повеќе од година и пол. Меѓутоа, таа секако дека е главниот фактор на нагорниот тренд на движењето на цените, со оглед на тоа дека се работи за војна помеѓу две држави, кои што според бројот на жителите е некаде половина од вкупниот број на сите жители на Европската унија. Во такви услови владата континуирано ја следи состојбата со цените и носи пакет мерки за ценовна стабилност. Со новата мерка за гарантирана цена, која што сите ја поздравуваат и сите можат да се уверат во неа во сите маркети, за 50 производни, односно над 50 производи во 24 категории на производи од пекарската, млечната, месната индустрија, цената ја намаливме за 10% и тоа во споредба со цената која што тие производи ја имале на 1 август, што е реално намалување на ценовната инфлација. Со ова одлука и мерка, кај одредени производи, веќе има намалување на производите над 10%, додека кај некои намалувањето од 30 до 40%. И тоа исто така е многу видливо во маркетите и многу јасно обележано. Оваа мерка на последната владина седница ја дополнивме и со листа на гарантирана цена во која што влегуваат и безалкохолни пијалоци, газирани пијалоци, негазирана вода и други пијалоци. Меѓутоа донесовме и уште една позначајна мерка, а тоа е нова одлука за намалување на маржите кај овошјето и кај зеленчукот. Со новата одлука овозможивме прво 10% намалување на најмалку 10% намалување на цените кај пијалоците, а додека кај овошјето и кај зеленчукот цените се намалуваат во износи до 30%. И тоа исто така е видливо во маркетите. Гарантираната цена за сите овие производи важи до 30 ноември оваа година и нормално, согласно со движењата, таа ќе биде повторно преиспитана и ако треба ќе биде и продолжена. Дополнително во текот на овие денови се разгледуваат и ќе следат одлуки за намалување на увозните давачки, односно нивно спроведување, бидејќи одлуките се веќе подготвени, на свеж зеленчук, ориз, портокали и други производи кои што најмногу ги користат домаќинствата,
како и намалување на царинските стапки на млечните производи со масленост до 10% за 10%. Овие мерки имаат и економски и социјален карактер, бидејќи од една страна производството кое што државата силно го субвенционира, голем дел од големопродавачите го продаваат на извозните пазари, а кај нас заради царински стапки кои што постојат уште од времето на Југославија во износ од 65% за увоз на земјоделски производи се продаваат поскапи производи. И ова се е предмет на одлуки кои што ги ревидираат и царинските стапки и извозните квоти, и со тоа имаме веќе намалување на цените на земјоделските производи и на храната воопшто. И тоа е факт кој што сите може да го потврдат. Што се однесува до следното од струјата. Нашата држава и владата не дозволи ценовен шок за граѓаните, и на тоа сите сме сведоци. Прво затоа што производството на електрична енергија преку производствените капацитети на ЕСМ беше зголемено на највисоко можно ниво, и заради тоа во најтешките месеци од оваа измината зима не имавме дури и денови кога извезувавме електрична енергија. Со субвенциите се овозможи граѓаните да плаќаат за 80% помала цена на електрична енергија од тоа што беше пазарната цена, и ден денес имаме субвенција на електрична енергија за граѓаните, бидејќи нема никакво поместување на цената на електрична енергија нагоре. Дополнително се прават и огромен број на инвестиции во обновливи извори на енергија, и мандатот на оваа влада од 16 јануари минатата година до денес ќе биде запаметен како мандат во кој што е инсталирана најголема моќност на обновливи извори на енергија. Во моментов се инсталирани 420 мегавата обновливи извори на енергија. Со оглед на издадените лиценци до крајот на годината тоа ќе биде 600 мегавата на обновливи извори на енергија, што споредено со периодот до 2016 година, кога имаше само 16 мегавата инсталирано, е огромно зголемување. Тоа нашата држава ја прави најголем производител на обновливи извори на енергија во целиот регион. Ако ги погледнете и светските медиуми, ќе видите дека утре во државата ќе биде пуштена најголемата фотоволтаична централа во цел Западен Балкан со моќност од 55 мегавати, што е еднакво на половина скоро капацитет на еден од блоковите во термоелектраните. Што се однесува до платите и до пензиите, тука ситуацијата исто така е многу јасна. Минималната плата која што беше 8.000 денари до 2016 година, а во некои сектори и помала, во текстилната и чевларската индустрија дури и по 7.000 денари, денес е 20.175 денари, односно 20.750 денари, што е зголемување од повеќе од двојно, а просечната плата од 22.000 денари денеска е 37.000 денари. Ние за прв пат имаме сега ситуација во која што една просечна плата и една минимална плата покриваат цела потрошувачка кошничка на едно 4-члено семејство, и тоа во услови на најголема економска криза која што Европа ја памти после Втората светска војна. Што се однесува до платите по секторите, платите во одредени сектори се зголемени до 40%, како што е, например, кај докторите специјалисти. 20% кај другите лекари. Во образованието минатата година платата се зголеми за 15% во средното и основното, и оваа година повторно се зголеми за 15%, а со општиот колективен договор од овој месец следува зголемување на платите на целиот јавен сектор за 10% и исплата на К15 од 10.000 денари на секој вработен во јавниот сектор до крајот на годината. И тоа се бројки кои не се занемарување. И последното е пензиите, кои што, ако ги погледнете, просечната пензија е зголемена за 40% во однос на она што беше во 2016 година. Воведени се во пензискиот систем оние кои што не ги исполнуваа условите за пензија и добиваат социјална пензија. Врз основа на методологијата имаме 25% зголемување на пензии во само една календарска година и следува ново зголемување на пензиите, и да не заборавиме антикризни мерки кои што се однесуваа на ранливите категории на граѓани.
Ви благодарам, би можело уште многу да зборувам, меѓутоа толку е.